Македонија тажна евроинтегративна приказна. Ако Украина чека како нас, преговорите за членство ќе ги започне за 20 години. Оваа порака директно ја испрати еврокомесарката за проширување Марта Кос, ставајќи паралела на нашиот и патот на Киев кон Европската унија. Според неа постојат неколку тажни приказни во евроинтеграциите, а меѓу нив е и државава, чија пречка на патот кон ЕУ во моментов се бугарските услови. So the region was in some aspects better 20 years back than it is and it is today, and there are two very sad stories, or three. One of them is Kosovo not being able to move on. Another sad story is North Macedonia. If we would wait with Ukraine for as long as North Macedonia has to wait to start the negotiations, Ukraine would start negotiations in 2045. And then, of course, it is Bosnia. Македонија активно работи на откочување на евроинтеграциите, но на својот пат за жал ги има бугарските услови. По се изгледа бадиела се пораките кои токму Косни ги испрати, дека сме меѓу најдобрите во спроведувањето на реформи, кога билатералните спорови не се пречка на европскиот пат. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски вели дека се во секојдневна комуникација со официјална Софија, но за жал од таму нема позитивни повратни сигнали. Тој повика евроинтегративниот пат на Македонија да се оценува по основ на исполнувањата, односно мерит системот, а билатералните прашања да престанат да бидат пречка. Нашата посветеност кон европската интеграција треба да престане да се мери по капацитетот на одстапките на било која влада во оваа држава по однос на национални прашања. Ако така некој сака да мери нашата посветеност кон европската интеграција, тогаш тој не разбира што е европска интеграција. Европската интеграција е владење на право, европската интеграција е борба против корупција. И тука, како што каже и самата комесарка Кос, сме една од најдобрите, веројатно и најдобрата. Власта во Македонија има јасен план во однос на евроинтеграциите. Се бара уставните измени, односно внесувањето на бугарското малцинство во уставот да биде имплементирано при ратификацијата на членството на државава во ЕУ со цел низ преговарачкиот процес, да нема нови уцени и условувања од источниот сосед.